Не запираат реакциите во јавноста откако владата реши да исплати К15 само на дел од државната администрација. Без регрес за годишен одмор ќе останат вработените во образованието, здравството, културата, полицијата и комуналните предпријатија. На толку неспособност во администрацијата, наместо да им се скрати по една плата, им се дава К15, коментираат граѓаните по социјалните мрежи. За енормното залагање со седење дома, јавната администрација ќе добие К15, а приватниот сектор си моли за поддршка за плати. Администрација ќе зима К15, значи ние приватниците два пати ќе плаќаме. Еднаш на нашите и еднаш на војскава партиска. Фер, нема што. Јавната администрација годинава ќе си лапала К15. Да ги почастиме ние што не престанавме еден ден да работиме. Тие што пола година не се ни појавија на работа, а другата половина ја отспа. На селективната исплата на годишен регрес реагира и Конфедерацијата на слободни синдикати. Оттаму проблемот го лоцираат во потпишувањето на колективен договор само за дел од администрацијата и потсетуваат дека минатата година К15 не им беше исплатен. Колективниот договор кој што се потпиша во 2019 година, кажавме и тогаш дека е дискриминирачки, се потпишува за 55.000 работници, а само 17.000 имаат право на К15 и го потпиша синдикат кој што со 4.500 членови потпиша колективен договор за 55.000 работници. И тоа се беше, можам да кажам, во предизборен период, пред пандемијата, каде што требаше популизам. Знаеме дека минатата година имаа право сите тие работници да земат К15 и ние ги повикуваме сите тие работници да тужат и да си го остварат нивното право. За едни државата е мајка, за други маќа, реагираат и од ЦОНК. Вакви заеднички прашања, заеднички интерес кои што се финансираат од централниот буџет на државата, мора да се регулираат со општ колективен договор. Ова е навистина неправда. Слушнавме да се работи за некаде околу 50.000 буџетари кои што ќе го имаат ова право на К15, за останатите 70-80.000 буџетари немаат право за регрес за годишен одмор. Испаѓа дека ние не сме битни во општество како работници. Испаѓа дека ние имаме и преголеми плати за да можеме сами да си обезбедиме годишен одмор. Со ребалансот на буџетот се предвидени речиси 4 милиони евра за исплата на К15 за околу 27.000 вработени во министерствата, општините, судовите, обвинителствата, државното правобранителство, затворите, центрите за социјална работа, јавните установи формирани од владата и во други органи основани од собранието.